почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Скопје е во хаос. Криминалци ги владеат улиците, а Оливер Спасовски и раководството на МВР ја парализираа полицијата, оставајќи простор за беззаконие. Граѓаните се чувствуваат несигурно, бидејќи се препуштени сами да се бранат од насилници и разбойници. Доколку на почетокот имаше оправдување дека ваквата катастрофа е заради неспособноста на Спасовски, сега стануваат се посилни сомнежите дека тој и неговите соработници се во сериозна коалиција со криминалот. Еве зашто говориме. Само во јануари во Скопје се пријавени над 520 кражби и тешки кражби. Тоа се над 520 семејства кои се ограбени и травматизирани. Повеќе од 20 на ден. Уште потрагично е што Спасовски седи со скрстени раце. Реализацијата, односно откривачката дејност на полицијата не надминува мизерни 2%. Се откриваат само криминалците кои не плаќаат рекет и не соработуваат со оваа власт. Почитувани, речи се и да нема место во Скопје каде последниот месец не се случила кражба. Имотот на граѓаните е загрозен, а Оливер Спасовски мува него лазе. Тој се занимава само со внатрепартиската битка во Социјалдемократскиот сојуз за кандидат за председател. Се ограбува на големо, од домови, продавници, автомобили. Впрочем, за тоа и алармиравме кога власта на Социјалдемократскиот сојуз ослободи 850 осудени затвореници од затворите и ги пушти на улиците. Заради тоа, сега Скопје е во хаос. Само во последниот месец, на територијата на општина Центар се случиле 29 кражби и 91 тешка кражба. Во Чаир се случиле 17 кражби и 71 тешка кражба. Во Кисела Вода 12 кражби и 33 тешки кражби. Во Аеродром 13 кражби и 41 тешка кражба. Во Газибаба 22 кражби и 80 тешки кражби. Во Карпош 14 кражби и 60 тешки кражби. Во Ѓорче Петров 6 кражби и 25 тешки кражби. Овие уште стотина други поситни џебни кражби, но и украдени возила се дел од билтенот на МВР за само еден месец. Очигледно дека МВР наместо да решава и превенира вакви случаи, се претвори само во статистички бројач на кражби, убиства, насилства и разбойништва. Разрешница за овие случаи речи се и да нема. Сето тоа е резултат на неспособноста на врхушката на МВР, предводена од Оливер Спасовски, кој најверојатно повеќе време губи за избор на костум за престојната партиска конференција, отколку за заштита на имотот и животите на нашите сограѓани, како и безбедноста на државата, зашто всушност е и платен од нашите народни пари. Затоа Оливер Спасовски треба да си поднесе оставка, бидејќи ситуацијата е премногу алармантна за ваков неспособен кадар да го води Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам.